Бугарскиот претседател Румен Радев нема да патува во Париз на разговори кај својот француски колега Емануел Макрон околу темата Македонија. Вели немало никаков напредок во разговорите меѓу Скопје и Софија, па не гледал причина за што би разговарал со Макрон. Оваа реакција на Радев доаѓа по информациите дека првиот човек на Франција ќе ги повика него и премиерот Кирил Петков со предлог за отворање на преговорите за Македонија, каде бугарските услови би станале дел од преговарачката рамка. Няма напредък по откритите въпроси между София и Скопие. Затова няма и условия за такава моя визита в Париж. Оценявам ангажираността и усилията на нашите европейски партньори, но аз искам да видя реални резултати. Що се отнася до убеждението на премиера, че последната инстанция по темата Република Северна Македония и парламента, трябва да уточня, че последната инстанция винаги е народът. Дека ќе оди на ваква средба, ниту потврди, ниту демантираше Кирил Петков. Тој потенцира дека за секое можно решение последниот збор сепак ќе го има парламентот, а не оние кои се на преговарачка маса со Македонија. Едно нещо потвърждавам и пак го затвърждавам, за да се избегнат всякакви злоупотреби по темата. Преди каквото и да се направи, независимо какво се договорят дипломатите, ще минеме през парламента. Така че парламентът е последната инстанция, няма да има нищо скрито покрито пред българския народ и всички ще имаме една обща визия. Знам, че се работи много, не мога да потвърда отделни покани или не покани, за да видим докъде ще стигнем. Реално в момента е в ръцете на дипломатите. Влегувањето на бугарските услови во преговарачката рамка е единствено прифатливо решение за бугарскиот европратеник Андрей Ковачев. Тој порачува дека кај Макрон треба да се оди ако тој има да каже нешто ново, а тоа треба да го знаат сите. Гаранција може да биде само доколку нашите точки од рамковната позиција и декларацијата на бугарскиот парламент, како и елементите на договорот за пријателство и добрососедство бидат вклучени во преговарачката рамка, што треба да ја усвојат сите земји членки. Ако претседателот Макрон има нешто ново да ја каже на Бугарија, треба да знаеме. Но во никој случај не треба да се согласуваме ако некој уфрли нешто однадвор и рече "Извинете се, јавувам да ви го дадам тоа што треба да го прифатите". Додека бугарскиот народ отворено од своите политичари ги знае позициите во однос на Македонија, кај нас случајот е сосем обратен и покрај полните си самопофалби колку оваа власт била транспарентна, за разговорите со Бугарија не знаеме речиси ништо, освен дека сме немале договор околу спорните точки во моментов. Ако на крајот сепак бугарските услови станат дел од преговарачката рамка, тоа значи дека буквално на секој од 35 поглавја за кои ќе преговараме, можеме да добиеме нова блокада од Бугарија.